Евидентен е фактот дека повеќекратно е зголемен број на илегални мигранти кои транзитираат низ територијата на државата. Само за илустрација, би сакал да истакнам дека нашите гранични служби последниве недели превентивно не им дозволуваат влез во земјава на 2000 до 3000 илегални мигранти на дневна основа, кои се обидуваат да ја минат јужната граница надвор од граничните премини на повеќе места долж граничната линија со соседна Република Грција. Само во последниве неколку недели на преку 25.000 лица кои при засилените гранични контроли биле забележани во близина на нашата територија, им било укажано да се вратат, односно да останат на грчка територија, од каде што и се обидувале нелегално да влезат во земјава. Голем број на илегални мигранти успева да ги одбегнат патролите, па затоа фрапантно е изголемувањето на бројот на откриени илегални мигранти во внатрешноста на земјава. Заклучно со мај, во првите 5 месеци од годинава, во однос на првите 5 месеци од минатата година, имаме откриено над 3 пати повеќе илегални мигранти. Тоа зголемување од 300% значи голем ризик и по безбедноста на илегалните мигранти, и по безбедноста на патиштата, но и по големи трошоци за државата. Сето ова укажува на сериозноста на ситуацијата и проблемот со кој што се соочуваме. Факт е дека проблемот не потекнува од Република Македонија. Проблемот кај нас, за жал, е пренесен од нашиот јужен сосед. Иако станува збор за надворешна граница на Европската Унија, сведоци сме дека Грција изминатиот период не само што не презема доволно мерки за нејзино соодветно покривање, туку и замижува пред групите кои организирано и легално именуваат подолг период наназад. Станува збор за гранична линија која е практично невозможно херметички да се затвори и чие посоодветно обезбедување зависи од координираното действување на двете служби, кое за жал во моментов не е на соодветно ниво. Досега сме покренале бројни инициативи за подигнување на соработката, но од другата страна нема соодветен одговор. Република Македонија ја има судбината да се најде на една од така наречените балкански рути, кои и во минатото биле дел од така наречените миграцијски текови. Пред да влезат во Република Македонија, дел од илегалните мигранти минуваат низ вистинско патешествие. Неретко се случува овие лица пред да влезат во нашата земја, претходно да минат и низ 3, 4, 5 или повеќе земји. Некои од мигрантите кои влегуваат во земјава веќе се наоѓаат во лоша здравствена состојба. А имавме случај и кога една жена од наши колеги беше спасена во последен момент пред да се породи при обидот илегално да ја мине границата, откако беше оставена од групата со која патуваше. Свесни сме дека нашата земја не е крајна дестинација, туку тоа се побогатите земји членки на Европската Унија. Свесни сме и дека овие илегални мигранти се тука заради нивната трагична судбина и затоа е неопходно да се преземе се што е во наша моќ за да им помогнеме на овие лица. Гледано статистички, во последните неколку години бројот на откриени илегални мигранти во Република Македонија е во континуиран пораст. Во 2012 година беа откриени вкупно 682, во 2013 1132, а во 2014 година 1750. Само во првите 5 месеци од 2015 година беа откриени 1249 илегални мигранти, што е тројно повеќе од истиот период минатата година, а предвидувањата се дека овој тренд и понатаму ќе продолжи. Паралелно со бројот на откриени илегални мигранти, континуирано расте и бројот на лица кои е потребно да се сместат во прифатен центар. Имено, националната структура на мигрантите, причините поради кои ги напуштиле матичните држави, како и фактот што голем број од нив немаат документи, предизвикуваат проблеми во однос на нивната идентификација, со што се продолжува и потребниот временски период потребен за утврдување на нивниот идентитет. Така, во периодот од 1.1. заклучно со 3.6.2015 година, во прифатниот центар за странци беа сместени вкупно 1003 лица, од кои 791 се мажи, а 212 жени. За споредба, во цела 2014 година, во прифатниот центар за странци престојувале 896, во 2013 584, а во 2012 460 лица. Само за исхрана и хигиена на лицата во центарот, МВР за овие 5 месеци од буџетот одвоила приближно 7 милиони денари. Знаеме дека условите во центарот не се најсоодветни и затоа во повеќе наврати досега сме изразили 5 месеци од годинава и ова појава бележи двојно зголемување во однос на истиот период лани. Следствено, зголемување се бележи и во однос на кривични дела поврзани со напади врз мигрантите. Доколку во текот на целата 2014 година кај нас беа пријавени 8 вакви напади, само во првите 5 месеци година веќе имаме 12 пријави за разбойништва. Половината од нив се регистрирани на подрачје на Куманово, по 2 на подрачје на Гевгели и Велес и по 1 на Битол и Скопје.
Таргет или цел на нападачите се вкупно 51 мигрант, претежно сиријски државјани. Мигрантите били нападени од групи кои ги пресретнувале мигрантите со патнички возила и претежно со употреба на физичка сила ги уграбувале. Одземените парични средства се движат од 100, 300, 500, 900, 1000, 2000 евра, а во еден случај од мигрантите кои обично биле по повеќе лица им биле одземени 2350 евра. Досега се расчистени 6 разбойништва, при што кривично се пријавени 17 сторители. Почитувани пратеници, заради сите овие аргументи, заложба на Република Македонија е ефикасно управување со миграцијските процеси, како и градење на активна и конзистентна миграцијска политика, почитувајќи ги начелата на заштита на човековите права и слободи, солидарност, долгорочна макроекономска корист, користење на предностите на легалните миграциони движења во насока на проширување на слободната економска иницијатива и слободните текови на капитал, со политиката на легалните и слободни миграции. Во тој контекст, а со цел превенирање и надминување на состојбите со илегалните мигранти, водејќи сметка за почитување на декларираната конзистентност во миграцијската политика, се пристапи кон изменување на Законот за азил и привремена заштита. Имено, со предложените законски решенија, се направи дистинкција меѓу намерата за поднесување на барање за признавање на право на азил и формалниот аспект, односно поднесувањето на барањето за признавање на право на азил од страна на потенцијалните баратели на азил. Со предложеното нормативно решение се овозможува на странецот на граничен премин или во внатрешноста на територијата на Република Македонија да искаже намера пред полицијски службеник на Министерството за внатрешни работи дека ќе поднесе барање за признавање на право на азил, кој го упатува во рок од 72 часа да поднесе барање пред овластено службено лице на Оделението за азил во просториите на прифатниот центар за баратели на азил. Целта на законодавецот, преку креирање на предметното решение, е да го олесни пристапот на потенцијалните баратели на азил до постапката за остварување на право на азил, како и има за цел да се превенира нелегалната миграција. И исто така, во предлог законот се утврдени модалитетите, односно месата до кои барателот на право на азил може да поднесе барање за признавање на право на азил. Имено, барање за признавање право на азил може да се поднесе пред полицијата на граничен премин, на блиската полициска станица или во просториите на Оделението за азил во прифатниот центар за баратели на азил. Накосо, очекуваме 3 важни придобивки од законските измени. Првим, поголема безбедност и намалување на ризиците врз мигрантите. И истите, со изразување на намерата за поднесување на барање за азил, ќе добијат документ со кој ќе може легално да се движат, односно нема да мора веќе да ги ризикуваат сопствените животи по пругите и патиштата. Второ, се надеваме дека ќе се намали стапката на криминалитет со оглед на фактот дека ќе може легално да се движат, нема да имаат потреба да воспоставуваат контакти со сумнителни групи кои подосна би злоупотребили нивната позиција. Трето, ние како полиција ќе добиеме многу посоодветна евиденција околу лицата кои влегуваат на наша територија. На крајот, би сакал да истакнам срцата верба дека предложените законски решенија ќе го постигнат посакуваниот ефект, при тоа имајќи во предвид дека илегалната миграција е проблем од глобален карактер и финалното решение за надминување на овој проблем може да се најде само преку глобален пристап. Благодарам. Благодарам и јас. Предлогот на владата по скратена постапка да се донесе законот за изменување и дополнување на законот за азил и привремена заштита го ставам на гласање. Ве повикувам да гласа. Вкупно гласа 67 пратеници, од нив за предлогот гласа сите 67, воздржани нема, против нема. Констатирам дека предлогот на владата е усвоен.